Добро вечер. По долго време пратениците се вратија во собранието. БЕСА нема да го поддржи кандидатот на СДСМ и ДУИ, Талат Џафери, да биде новиот спикер во собранието. Да го погледнеме форшпанот. СДСМ со 20 подписи поднесе иницијатива за избор на Талат Џафери за претседател на собранието. ВМРО ДПМН бараат итно отфрлање на платформата. Илјадници луѓе и вечерва ќе маршираат низ улиците во државата. Иницијаторите за заедничка Македонија очекуваат да бидат прифатени нивните барања. Епидемија од алергии на стартот од пролетта. Најмладиот пациент е 9-месечно бебе. Во Италија 3 слободни дена за жените за време на месечниот циклус. Потребни ли се вакви законски измени? Путин порача дека состојбата на Западен Балкан е крајно заострена. Што се може босанскиот тинејџер за 30 секунди? Во дневникот во живо јавување имаат Весна Велкова и Ивана Стојановска. Како течеше денеска расправата во собранието, ја прашувам Весна Велкова. Повели Весна. Да, во моментот дека собраниската седница е прекината и презакажана е за утре во 12 часот. Инаку имаше денеска интересно продолжување на конститутивната седница од 30 декември. Значи, СДСМ, ДУИ и Алијансата за албанците поднесоа иницијатива, подпишана од 20 пратеници, за претседател на собранието да биде Талат Џафери. Овој предлог за БЕСА е неприфатлив. Ова собраниско столче го посакуваат за себе и ВМРО ДПМН, но со повеќе информации во вестите подолу. Така е. Илјадници граѓани денеска ќе протестираат низ улиците во државата. Протестите ги следи колешката Ивана Стојановска. Ивана, повели со твоите детали. Да, така е, Томич, 29 ден поред граѓаните протестираат на улиците не само во главниот град, туку и во останатите градови низ Република Македонија. Пораките се исти како и изминатите 29 дена, односно да се отфрли тиранската платформа и побараа овие протести да станат се помасовни, со оглед на тоа што денеска во собранието тече собраниската расправа за избор на претседател на собранието. Пораките кои што беа исто така упатени од денешниот марш е дека според нив е неприфатливо да биде избран собраниски спикер кој што нема јавно да осуди тиранската платформа. Инаку денеска протестот се одвиваше по една малку поинаква рута, наместо од владата директно пред собранието на Република Македонија. Групата граѓани кои што протестираа застанаа и пред седиштето на ВМРО ДПМН и од партијата ВМРО ДПМН го побараа истото, а тоа е да не дозволат да биде избран претседател на собранието кој што ќе прифати оваа албанска платформа. Повеќе детали од пораките кои што вечерва ќе бидат испратени од овде пред собранието подолу во текот на овие вести. Томич. Весна Велкова, Ивана Стојановска, ви благодарам за вашите најави. Ова е доволна причина да го следите дневникот. Продолжуваме по рекламите. Продолжуваме со информациите од дневникот. СДСМ со 20 подписи поднесе иницијатива за избор на Талат Џафери за претседател на собранието. ВМРО ДПМН бараат итно отфрлање на платформата. Епидемија од алергии на стартот од пролетта. Најмладиот пациент е 9-месечно бебе. Што се може босанскиот тинејџер за 30 секунди? Како што претходно кажа во живо во дневникот, јавување имаат колешките Весна Велкова и Ивана Стојановска. Илјадници луѓе и вечерва маршираат низ улиците во државата. Иницијаторите од Заедничка Македонија очекуваат да бидат прифатени нивните барања. Ивана Стојановска е пред собранието. Ивана, кажи ми какви пораки денеска се упатија? Да, така е, Томич, 29 ден поред продолжуваат протестите организирани од граѓанската иницијатива за Заедничка Македонија. Пораките кои што денеска беа упатени од овој протестен марш се да не го тиранизираат собранието и не за тирански претседател на собранието. Тоа беа главните транспаренти кои што граѓаните ги носеа во раце и кои што го предводеа маршот, кој што и денеска традиционално започна од пред владата на Република Македонија, но денеска по една поинаква рута, наместо директно пред собранието на Република Македонија. Граѓаните кои што денеска протестираа низ главниот град поминаа и од седиштето на ВМРО ДПМН, упатија порака до оваа партија да не дозволува да биде избран претседател на собранието кој што ќе ја поддржува албанската платформа. Предлагам продолжение да ја слушнеме изјавата на организаторот, еден од организаторите на протестите од граѓанската иницијатива за Заедничка Македонија, Богдан Илиевски. Изјавата е упатена токму пред седиштето на ВМРО ДПМН. Да ја слушнеме во продолжение. 29
И на овој 29-ти ден, оние качени на тиранската платформа сакаа да видат избраниот председател на собранието. Нема председател на собранието, не е избран ниту денеска и ова е нова голема победа. Ние благодарение на сите вас. Во петокот сакаа тиранска влада, денес сакаа председател. Нито една од двете желби не им се исполни, благодарение на сите вас на улиците и цела Македонија. Вече на повеќе од 40 Тоа ќе е така, бидејќи ќе стануваме се повеќе и повеќе. Возможно е да ги променуваме работите со нашиот ангажман, со нашето присуство, со гласно искажување на нашата љубов за заедничка Македонија и на нашите барања од кои не отстапуваме. Изјавите на дел од организаторите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија, представниците и организаторите на овие протестни маршови, кои што, како што напоменавме, веќе 29 денови поред се одржуваат не само во Скопје, туку и низ повеќе градови на Републиката. Инаку, освен организаторите, денеска ги прашавме и граѓаните кои што протестираат на улиците, до кога планираат да останат, кои се нивните барања и што мислат околу изборот на председател, она што е најактуелно во текот на денешниот ден, односно кој според нив треба да биде избран за председател. Предлагам во продолжение да ги слушаме и мислењата на граѓаните. До кога планирате да останете на улица и кои се вашите барања? Не се реши платформата, тиранската платформа. До тогаш. Аз се реши тиранската платформа и тоа е. Да е нека не мисли дека ќе се откажеме така лесно, не се откажуваме. Нашите барања секој ден ги повторуваме. Нема влада додека не се откажат од платформата. И секогаш само не лажат. И нема платформа, а од друга страна се за платформата се работи. Додека не се откажат од тоа, тогаш ќе се доаѓам да протестирам. Немам други избор. Една ми е Македонија, немаме ние друга. Другите ни ги земаа еднаш, па се и ова не можеме да ја дадеме. Така, тоа беа мислењата на граѓаните кои што протестираа по улиците во главниот град. Инаку, како што споменавме, денеска се протестираше и во неколку други градови во Република Македонија. Нашите дописници ги следат протестите кои што се одвиваат во внатрешноста, па предлагам во продолжение да видиме и да слушнеме дел од атмосферата од останатите градови од Македонија. Мора да сочуваме ова парче земја или нашиот бистер балкански, каде што се пролеа многу крв за ова наша мила Македонија. Јас сум на протест дојден само да биде позитивно, платформата албанска да се отфрли и се да биде во најдобар ред. Излезот од кризата е ако сите сложно испадниме на улица и покажиме дека тоа не ни се свиѓа и да има промени некој. Дали со избори или нешто друго. Така, подршка за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија из овие протестни маршови кои што се одвиваат низ повеќе градови од целата држава, стигнуваат не само од македонските градови, туку и од нашите иселеници во странство. Денеска подршка за граѓанската иницијатива за заедничка Македонија пристигна од нашите иселеници од Детройт, од Нью Џерси и од Калифорнија. Нашите иселеници кои што моментално живеат во Детройт велат дека ја даваат својата безрезервна подршка за оваа граѓанска иницијатива и дека ќе стојат зад секоја идеја која ќе ја порекнува унитарноста на Република Македонија. Со слична порака се и иселениците од Нью Џерси. Тие порачуваат дека диаспората е со македонскиот народ и упатуваат порака да не се прифаќа платформата создадена како што велат тие во друга држава. Тоа би било томич се за сега од овде од протестот. Сигурно како што може и да забележите зад мене, протестот веќе завршува, граѓаните веќе си заминуваат, но секако организаторите најавија дека протестите продолжуваат и во наредните денови. Студио? Така и како што каже и ти, диаспората се приклучи на ова
овие протести. Ти благодарам за ојавување. Продолжуваме со Весна Вилкова. Пратениците неколку часа дебатираа во собранието. СДСМ со 20 потписи поднесе иницијатива за претседател да биде избран Талат Џафери. Оваа одлука ги натера од БЕСА да предложат свој кандидат за спикер на собранието. Весна, кажи ми какви се останатите реакции? Да, во моментот како што веќе најавив, седницата е прекината, ќе биде продолжена утре во 12 часот, но се случи една интересна ситуација. Значи, СДСМ, ДУИ и Алијансата за албанците денеска со иницијатива побара собраниски спикер да биде Талат Џафери од редовите на ДУИ. Но на тоа се побуни БЕСА со оглед на тоа што тие бараат тие да го имаат собраниско место. Со повеќе информации како тоа течеше денешниот ден од следниот прилог, но пред да го вклучиме, да кажеме дека денеска во собранието, која започна продолжувањето на конститутивната седница од 30 декември, се пријавија за збор 51 пратеник, од кои тројца од СДСМ, останатите од ВМРО ДПМН. Но сепак да го слушнеме текот на денешниот ден. Сите го сакаат спикерското место. СДСМ, ДУИ и Алијансата го предложија Талат Џафери. БЕСА не го прифаќа, сакаат свој. И ВМРО ДПМН е со барање нивен да биде претседателот на собранието. СДСМ денеска до парламентот доставија иницијатива подпишана од 20 пратеници, а доаѓа откако на денешната седница на која треба да се избере Комисијата за избор и именувања и претседателот на парламентот, за збор се јавија 51 пратеник, од кои 48 од ВМРО ДПМН, а тројца од СДСМ. Парламентарното мнозинство има обврска кон граѓаните да не дозволи на тамошно блокирање на демократските процеси, вклучително и ова блокирање на собранието. Согласно одредбите од деловникот, веќе поднесовме барање за избор на претседател на собранието со поддршка од 20 пратеници. Дискусијата по оваа точка станува безпредметна, бидејќи комисијата и не мора да се избере, треба веднаш да се преде на избор на претседател на собранието. За БЕСА ваквата кандидатура е наметната. Денес конечно падна маските за една реформска епоха, под наводници се разбира, за уривање на режим, исто така под наводници, и за смена на курсот на земјата, исто така под наводници. Бившиот министер на Никола Груевски, осуден заради закана по смртна службено лице во 2008 година, министерот кој, злоупотребувајќи ја службената должност, даваше хонорари по своја желба, зашто доби сериозни забелешки и од антикорупцијска комисија, денес се предлага да биде прв човек што ќе остави белег на една реформска влада. За ВМРО ДПМН е најприфатливо како победничка партија тие да го дадат предлогот за претседател на парламентот, бараат од идниот спикер да ја отфрли така наречената тиранска платформа. Председателот на собранието треба да го представува победникот во собранието, а владата и коалицијата е извршна власт која што може да биде и состав на други коалициони партнери. Комисијата за избор и именување не треба да дозволи аболицирани криминалци да бидат кандидати за претседател на собранието. Ваквото однесување за СДСМ е недолично, а целта е ВМРО ДПМН да го блокира изборот на спикерот со реплицирање кон самите себе. Се доведува навистина состојбата до апсурд ако ние четворица или петмина, колку што сме биле на координација, сме се договарале во свое лично име. А ова што денеска го гледам овде во собранието, испаѓа дека навистина председавачот Трајко Вилјановски се договарал со 5 пратеника во собранието како ќе работи собранието 120 пратеници. Според ВМРО ДПМН, деловникот не дозволува да се скокне седница на која треба да се избере Комисијата за избор и именувања. Тие 20 пратеници воопшто не можат да гоускратат правото нити на Комисијата за прашање на избори и именување да предложи еден или двајца кандидати, нити пак на другите пратеници во рамки на деловничките можности да дадат своји предлози за председател на собранието. Од ДУИ повикаа на одговорно однесување на сите политички чинители. Елементи од декларацијата на албанските партии ќе ги најдете во владините програми. Тоа се барања за целосна официализација на албанскиот јазик е во програмата на владата на Република Македонија. Потоа,
економска и социјална и секаква рамноправност исто така во програмите на многу влади на Република Македонија. Немојте да создавате некое плашило. Собраничкиот претседавач Велјановски рече дека ваквата состојба можела да се надмине само доколку биле формирани претеничките групи, бидејќи само тогаш според деловникот нема реплика и контрареплика од иста претеничка група. Веќе да слушнаме дека утре ќе продолжи оваа собраниска седница, но кажи ми до кога е предвидено да трае оваа расправа? Значи, според деловникот нема рокови за ваква расправа, значи неизвестно е до кога ќе трае оваа собраниска седница, продолжување на конститутивната седница и на новинарско прашање и самите денеска пратеници што дадоа изјава не знаеа да одговорат до кога ќе трае оваа собраниска седница сепак. Така, Весна, ти благодарам, како што кажав и на самиот почеток, по долго време пратениците се вратија во собранието, ти благодарам за ова јавување. Првата работа која претениците од редовите на ВМРО ДПМН треба да ја направат на денешната седница и да му објаснат на граѓаните зошто Никола Груевски не е во собранието и ја напушти државата, велат од СДСМ. Со денешното бегство од Македонија, Никола Груевски уште еднаш докажа дека не го интересира државата, туку единствено му е важно да избега од одговорност на денот кога Македонија треба да добие нов претседател на собранието. Груевски ја напушти државата, покажувајќи дека државните интереси му се апсолутно небитни, велат од СДСМ. Реагира од ВМРО ДПМН. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски е во работен престој на Малта и заедно со партиската делегација ќе учествува на Конгрес на Европската народна партија, каде присутни ќе бидат функционери на политичкиот естаблишмент на Европската унија, реагираат од ВМРО ДПМН. СДСМ и медиумите под контрола на Бихачка во емитувањето на лажни вести покажуваат невидена нервоза. Аболицираниот криминалец Зоран Заев и криминогеното раководство на партијата се целосно разобличени пред граѓаните. Единствено што им преостанува преку прозирни лаги и манипулации да дефокусираат од вистинските теми, како што е прифатената тиранска платформа, со која сакаа да редефинираат државата, реагираат од ВМРО ДПМН. Зоран Заев во денешното издание на српскиот весник Данас оценува дека во интерес на стабилноста на државата и на граѓаните потребно е итно да се формира новата влада. Како излез од политичката криза во која што е турка земјава Никола Груевски, раководството на ВМРО ДПМН, СДСМ секогаш била и државотворна партија и затоа внимателно ги движиме демократските процеси. Знаеме какви несериозни луѓе имаме од спротивната страна, вели председателот Зоран Заев. Во Италија 3 слободни дена за жените за време на месечниот циклус. Потребни ли се вакви законски измени? Вие го гледате дневникот на Канал 5. Драстично е зголемен бројот на деца кои се пожалиле на алергии. Во болницата во Козле најмладиот пациент со алергија е 9-месечно бебе. Епидемија на алергии на стартот од пролета. Детската болница Козле преполна. Секој ден по 90 нови пациенти со проблеми со алергиите. Најмалиот пациент во оваа болница со алергија на полен е 9-месечно бебе. Причина е променливото време. Во овој момент доминираат пациенти кои што имаат акутни субглотични ларингити и тие се очекувани за овој временски период, бидејќи наглите промени на температурата кои што се случуваат овие денови, да имаме високи 27-28 степени и нагло да падне на 10-15 степени, се еден момент да се појават алергиски ларингити. Тоа е за нас секојдневен проблем, но сепак знаат да бидат и со потешка клиничка слика која што секако ги засегнува родителите, бидејќи се идат во раните утрески часови со нагла појава на кашлица, глад за воздух и секако тие си најчисти пациенти во нашата установа овие 2 недели. Проблемот настанува доколку родителите во текот на претходните месеци не ја давале редовно терапијата што е потребна, за да се намалат алергиските пролетни реакции. Пациентите кои веќе подолго се лекуваат во нашата установа дека знаат дека морат порано да почнат да се заштитат кога знаеме дека ќе имаме алергија. Односно го очекуваме пролета, со доаѓање на пролета, со цветање на дрвата се зголемува поленот, што е еден од основните алергени во овој период. Но сепак нашите пациенти некако не се во тоа дисциплинирани и чекаат пронели да добијат некој напад на акутна обструкција, дали алергија, дали астма напад, а после тоа да почнеме со терапијата за кој што тие знаат и долго ја прима. Оваа година најголем број од децата се од Источна Македонија. Овој регион според картите на алергии е најбогат со полен. Струмичката болница ќе добие нов современ објект и опрема за работа. Предвидено да се инвестираат 2,4 милиони евра за реконструкција.
Комплетно нова опрема, апарати и инвентар кои ќе чинат 2,4 милиони евра ќе влезат во новиот крак на Струмичката општа болница, кој 3 децени беше само карабина. Кракот е во фаза на комплетна реконструкција, се очекува во догледно време да заврши, со што ќе се отвори пат за нови операциони сали, ургентен центар, интензивни адултни и неонатолошки сали, травматологија како и други оделенија кои во моментот работат надвор од кругот на болницата и пред се хоспитализација на пациенти. Овде опфаќа комплетно медицинска опрема и немедицински инвентар, наменети за постоечкиот објект што е во фаза на реконструкција, а го почнавме минатиот април се со цел да затвориме инфраструктурно еден комплексен објект со огромни специфики, направен по најголемите современи текови и се надеваме дека на тој начин ќе го подобриме квалитетот на здравствените услуги на пациентите, а воедно и ќе помогнеме во амбиенталниот развој и условите за работа на персоналот. Со проширувањето на дејноста ќе се отвори пат кон нови специјализации на струмичките лекари. Во моментов 24 лекари се на специјализација од повеќе области. Најголем процент од нив се точно на хируршките гранки, пратејќи ја старосната граница на постоечкиот персонал и на постоечките лекари специјалисти. Другиот дел се по некои други диагностички гранки распоредени. Никогаш не е доволно на специјализации, но ние се надеваме од овој тренд на вработувања и на испраќање на специјализација на порана возраст ќе продолжи во иднина. 250.000 граѓани здравствена помош бараат токму во Струмичката општа болница. Со комплетирањето на кракот се очекува да започнат и подготовките на трансформацијата на Струмичката општа болница во регионален медицински центар. Во Италија 3 слободни дена за жените за време на месечниот циклус. Потребни ли се вакви законски измени? Италијанскиот парламент воведува закон за менструација, доколку биде одобрен предлог законот кој е ставен на дискусија во парламентот, компаниите ќе имаат должност да им одобрат 3 дена платен одмор на своите вработени жени за време на нивниот менструален циклус. Британскиот Индепендент пренесува дека италијанските медиуми го поздравиле предложениот закон. Италијанската верзија на женското списание Мери Клер го опиша законот како стандард на напредок и социјална издржливост. Овој предлог закон наиде и на критики, посебно од вработените жени за кои е наменет. Некои од нив стравуваат дека доколку тој биде усвоен, голем број на жени може да добијат отказ или пак законот да стане уште еден изговор за работодавачите да не вработуваат жени. Според извештајот од страна на Државниот завод за статистика на Италија, речиси 1/4 од бремените работници се отпуштени за време или веднаш по нивната бременост, иако тоа е нелегално. Предлог законот беше представен на 13 март од страна на 4 пратеници сите жени од владеачката Демократска партија. Но експертите се уште не можат да се договорат за тоа дали менструалниот циклус треба да представува економско прашање. Една студија од страна на 2 италијански економисти, објавена во 2009 година во Американскиот економски весник, заклучи дека менструалниот циклус ги зголемува отсуствата од работа и дека таквите отсуства влијаат во разликата на платите меѓу мажите и жените. Со донесувањето на овој закон, Италија наскоро би можела да стане првата западна земја со официјална политика за менструален одмор. Путин порача дека состојбата на Западен Балкан е крајно заострена. За речиси 200% е зголемена цената на полисата за осигурување на возилата. Наместо 27.000, осигурителната полиса го чини 83.000 денари, иако со едно возило некој од вработените предизвикал сообраќајна несреќа со штета. Сега треба да плаќа 200% повисока осигурителна полиса за сите возила кои ги има во возниот парк. Превозниците од Слобода превоз велат дека ваквото законско решение ќе мора подитно да се промени, бидејќи компаниите ќе ги доведе до работна екзистенција. Станува збор за еден закон кој што ќе нанесе големи финансиски штети, особено на оние превозници кои што имаат поголем број на возила. Според мене крајно нелогичен и неиздржлив во неговата примена и сметам дека многу брзо превозниците веројатно ќе имаат некоја своја организирана реакција, доколку овој закон навистина се
инсистира да се примени во целост. Зголемување на цената на осигурувањето при регистрација на возила и до 200% е предвидено со закон уште во 2006 година. По изработката на електронски систем и правилник со примена започна од стартот на годинава, при што се предвидува сопственикот на возилото со кое ќе се направи штета да плаќа малус или значително поскапа осигурителна полиса, се додека не ја покрие сумата од штетата. Со ова најголем проблем имаат компаниите кои во својот возен парк имаат повеќе од 6 возила. Ако штетите се поголеми, што значи дека некој од возилата направило сообраќајка и во зависност од колкав е износот на штета што било платено во последните 3 години, може максимум да се плати малус до 200% од основната цена. Оние што имаат до 5 моторни возила, пак ако во изминатата година на осигурување имале 2 или 3 штети на возила со кои е причинета штета, ќе платат дополнителна премија за следната година. За пријавени 2 штети до 50%, односно за 3 до 80%. За 4 или повеќе штети, пеналите ќе изнесуваат и до 200% од осигурителната полиса. Во Македонија во моментов има 3200 правни субјекти кои имаат возен парк од над 6 возила. Но со примената на новиот правилник досега малус или пенали за штета при осигурување до 200% плаќаат 50 фирми. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека без разлика како ќе се развива политичката ситуација, односите меѓу Русија и Србија ќе се развиваат позитивно. Путин ова го изјави на средбата со српскиот премиер Александар Вучич во Кремљ. Многу би сакал да разговарам за ситуацијата во регионот, бидејќи како што ми се чини, според некои надворешни показатели, ситуацијата се заострува, оценил рускиот председател во врска со состојбите на Западен Балкан. Вучич од своја страна му се заблагодарил на рускиот лидер за поддршката за територијалниот интегритет на Србија по прашањето на Косово и изразил надеж дека за зголемување на економската размена меѓу двете земји. Посетата на Вучич на Москва следи непосредно пред претседателските избори во Србија, на кои има големи шанси да победи уште во првиот круг. Партијата на Бојко Борисов победи на парламентарните избори во Бугарија. Бојко Борисов и неговата ГЕРБ прогласија победа на вчерашните парламентарни избори во Бугарија со освоени 33% од гласачите. Социјалистите освоија 27%. Во говорот во која прогласи победата, Борисов зборуваше за предизвиците на Бугарија. Да бидеме од 1 јануари председател. Како земја имаме ретка можност да го преземеме председавањето со Унијата во јануари. Мора да изградиме стабилна влада во наредните месеци и стабилна опозиција, исто така со чувство на одговорност. Ситуацијата е комплицирана, но мора да направиме се да ја обединиме нацијата. На почеток тој мора да бара коалиционен партнер. Социјалистите, предводени од Корнелија Нинова, веќе јасно порачаа дека нема шанса да работат со Борисов. Ако ГЕРБ не покани во коалиција, нема да се придружиме. Има принципи во политиката и ние секогаш и во кампањата рековме дека нашата програма е комплетно различна и е алтернатива на она што го нуди ГЕРБ, а тоа е да се промени статус-кво ситуацијата. Уште 5 партии го премина изборниот праг и ГЕРБ ке треба да прави коалиција со една или две од нив за да формира влада. Аналитичарите проценуваат дека ГЕРБ ке мора да се обиде да разговара и со третата партија, Националистичката алијанса Обединети патриоти, кој добија 9% од гласовите водејќи кампања против мигрантите, или со партијата на турците. Бугарија се смета за најсиромашна земја во Европската унија со просечна плата од 500 евра. Во тек е реализација на 40 мерки за младите. Изградба на базени, фитнес зони, читални, бесплатен железнички превоз секој прв и трет викенд во месецот, бесплатен автобуски превоз, бесплатни курсеви за јазици и компјутерски вештини, бесплатна лазерска корекција на диоптрија и бесплатни леки за студентите и средношколците кои имаат проблеми со видот, влез во театри, кина, се само дел од 40 проекти за млади. За најдобрите студенти започна да се спроведува проектот бесплатно патување во градовите низ Европа. Стотина од најдобрите на додипломски студии имаат шанса и на загарантирано вработување. Во тек е изградба на 20 на фитнес центри во државата. Досега изградени се 9, а во фаза на градба се 3. Одобрение за градба се чека и за новиот пливачки базен во Шуто Ризари и за новата затворена гимнастичка сала и тениска арена во склоп на спортскиот центар Борис Трајковски. Во рамките на овие проекти ќе се гради и нов пливачки базен.
Во 2018 година планираме да започнеме со подготвителни работи за нов отворен базен во рамките на ВИП аквапаркот. Тоа е нешто што мислиме дека ќе дополнително ќе овозможи и дополнително ќе збогати понудата која што веќе ја нуди ВИП аквапаркот и ќе овозможи капацитетот на максималниот капацитет на дневни посети во ВИП аквапаркот нормално да порасне со оваа содржина. Веќе од следната недела студентите ќе се вселати во комплетно реновираниот блок А во студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје. Со инвестицијата од 1,5 милиони евра во блокот се заменети вратите, прозорците, подовите, електричната и водоводната инсталација, системот за парно грејење и молирисување на ѕидовите. Државата инвестира и 200.000 евра за опремување на студентските домови со 50 професионални машини за перење и исто толку машини за сушење алишта. Знам тогаш многу советување дадовме за реновирање на Гоце Делчев, студентскиот дом, за нов намештај и за сушални перони, така што баш ми е драго што нема да се... ги ветивме. Или вторите баш ги ветивме. Точно. Или вторите ги ветивме, а тие се веќе реализирани. Од Министерството за образование и наука велат дека се вложуваат значителни напори за обезбедување на нови видови на образовни можности за идните генерации преку подготовка на проекти, како што е отворањето на математичката гимназија во Скопје, која ќе започне со работа во септември 2018 година. Оттаму велат дека ќе се отворат и нови 6 специјализирани читални, како онаа во градскиот трговски центар, каде може да се набави современа литература од која се учи на најдобрите светски универзитети. За двете читални во Прилеп и Велес веќе е обезбеден соодветен простор. Остана уште многу содржини, причина да го посетите нашиот интернет сајт, следете ја програмата на Канал 5, од мене пријатно.